Сега да избереме верификационната комисија да врече работа, а и мислам дека политичките авторитети комора. Он ни помогна и ние сме први комора. Поздравам председателот на владата на државните, бизнис врските и секако. Почитуван ново именуван председател на Македонско-бугарската стопанска комора Кирил Лазаров, почитуван амбасадор на Република Бугарија Иван Петков, почитуван досегашен председателе Зоре Темелковски, почитувани тела и членки на Македонско-бугарската стопанска комора, почитувани бизнисмени овде денеска присутни и од Бугарија, но и од Македонија, почитувани владени представници, почитувани стопанственици, почитувани медиуми, почитувани граѓани. На самиот почеток дозволете да му го честитам изборот на нов председател на Македонско-бугарската стопанска комора, на Кирил Лазаров, и да му посакам успешна работа. Сакам да ви одадам признание на вас, членките на Македонско-бугарската стопанска комора, и да ви укажам на вашата значајна улога во зајакнувањето на соработката со нашата соседна земја Република Бугарија. Во иднина вашата работа ќе представува значаен јазол кој што ќе ги поврзува земјите и бизнисот на економски план. Лично јас неговам огромна надеж токму преку овој состав денеска овде присутен, дека ќе го оправда тоа што ние политичарите сме должни да го возможиме, а тоа е да го отвориме патот за бизнисот, профитот, работните места, бруто домашниот производ и меѓусебната трговска размена. Владата на Република Македонија е цврсто решена да ги отвори перспективите за бизнисот и економијата. Прв храбар чекор на тој пат беше потпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија. Преку градење на политички мостови кои не спојуваат, настојуваме да постигнеме економски резултати кои се важни за подобрување на животниот стандард на граѓаните од двете земји. Потпишавме повеќе меморандуми и договори и ги отворивме сите фронтови на соработка со нашиот добар сосед Бугарија. Резултатите од таквите храбри чекори веќе се чувствуваат. Охрабрувачки се последните податоци кои покажуваат дека после потпишувањето на договорот за соработка, пријателство и добрососедство со Република Бугарија имаме зголемување на обемот на трговската размена. Очекувам таа соработка уште посилно да се интензивира. Вашата улога како комора, која ги поврзува бизнисите и економските субјекти од двете земји, ќе биде екстремно значајна. Сигурен сум дека и во иднина многу компании од Бугарија ќе ја препознаат нашата земја како стабилна и долгорочна дестинација и ќе инвестираат во Македонија, како што се многу примери на досегашни компании, една од тие Минстрој на господин Волканов. Моје очекување е да се отворат многу пазари и полиња на соработка и за македонските компании и во Република Бугарија. Должност на политичарите, на нас, е да ги отвараме можностите, а должност на стопанствениците е да ги зграбат таквите можности. За таа цел ве повикувам да го искористиме овој поволен момент за нови инвестиции. Македонија широко ги отвори вратите за нови инвестиции. Мерките за подршка на раст на конкурентноста и новите инвестиции предвидени во планот за економски раст ви стојат на располагање. Сите компании добиваат третман на домашни компании. Бугарските компании овде во Македонија и ги чувствуваме како домашни компании досега. Во палетата мерки за подршка ви стојат на располагање и мерките за подршка на пораст на платите. Ве повикувам да ги разгледате можностите што ви се нудат и со вашата нова инвестиција да бидете дел од една успешна економска приказна овде на југоисточна Европа. Инвестициите и членството на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија се важни за економскиот развој на нашата држава, како и за остварување на нашите стратешки цели, и секој искрен пријател на Македонија е драгоцен наш пријател, а посебно кога станува збор за голем пријател како што е Република Бугарија. Уште еднаш упатувам честитки за изборот на вашиот нов председател и очекувам и понатаму успешна и плодоносна соработка со Македонско-бугарската стопанска комора. Благодарам.